Овака како и за се досега, така и денес, ние се навикнавме на задоцнати реакции. Се навикнавме на задоцнати реакции за несреќата во Ласкарци, каде што после неколку месеци почнавте да барате кој е одговорен, па да затварате станици за технички преглед и така натаму, на крајот испадна дека никој не е одговорен или пак со некоја минимална казна ќе се помине. Задоцната реакција за пожарот во Тетово, каде што ни изгореа 14 наши сограѓани, на крај испадна дека кабелот е крив. Задоцната реакција за несреќата во Бугарија, каде што ни загинаа 44 наши сограѓани, па после тоа видовте дека Царинската управа издавала потврди за премин на границите без зелен картон и така натаму. Донесовте закон за доцнето за финансиска стабилност, од како 5 милиарди евра ја задолживте Република Македонија, дури и за неродените генерации. Донесовте закон исто така за доцнето за субвенционирање на земјоделците, од како не ги исплативте субвенциите за кои што ве молат и сточарите, и половиделците, и лозарите, и оризопроизводителите. За доцнета реакција имавте дури и со стоковите резерви, кои што беа исцедени, и видовте дека секој ден се менува изјавите во однос на тоа колку е Република Македонија спремна во однос на ова што ни се случува во форма на економска криза. Задоцната реакција во формирање на Министерство за корупција, од како допревте од 67 на 111 место ви текна да отворите такво министерство, кое што за жал апсолутно ништо не направи, освен што зароби 40 килограми путер. Сега се навикнавме исто така со злоупотреба на европско знаменце да се минат тука еден куп закони кои што немаат апсолутно никаква поврзаност со усогласување на европските закони, и доколку ова продолжи, оваа динамика, предпоставувам во 2178 година може би ќе влеземе некојаш. Ако влеземе, арно, ама тоа што е битно, ние донесовме тука закони кои што ќе важат од која ќе влеземе во Европска унија. Сега обврска спрема Европска унија, која што имаме во моментов или предходно, таа сте ја заборавите. И како сега ние ќе разговараме за нешто кое што требало да се случи пред неколку месеци. Јас навистина не гледам причина и зошто тука се тегавиме цел ден за некаква си одлука за веќе отпочната мисија. И така ваму минат еден куп закони, и така државата прави нешто спротивно од законите кои што ги имаме. Не гледам зошто овој пат толку ви е итно да се донесе оваа одлука. Или пак отпосле ви текна дека може би некој ќе сноси некаква одговорност. Може би ако на некој од војниците или на некој од оние кои што се дел од оваа мисија Алтеја во Босна и Херцеговина му се случи нешто, може би нема здравствено осигурување. Може би нема да земе плата, затоа што во оваа одлука за изменување на одлуката гледаме дека пишува овака. Пишува дека за сите трошоци е одговорно Министерството за одбрана. Значи, тука во трошоците влегуваат и осигурувањата, и платите, и сите придонеси и така натаму. И сега се поставува прашање дали овие луѓе, ако нешто им се случи, некој ќе одговара, или пак може би на диво се отидени таму. Јас навистина не разбирам. И предходно не велам дека не се доцнело, меѓутоа треба, како што е нормален редот, да се одложи мисијата се додека не се донесе одлуката. Во месец мај тие се испратени, а сега е веќе јуни. Навистина не ја гледам потреба зошто на нас да треба да носиме одлуки. Или требало воопшто да не ги испратите, првен да се донесе одлуката, па понатаму како што се преместува ваму, како што се менуваат од јануари до јули, а во овој случај се менува од мај до ноември, тогаш нека било од јуни до декември, ако веќе сакате да терате исправно. Почитувана министерке,
За жал, вие ја продолжувате онаа пракса на претходната министерка за кршење на законите. Секоја работа треба да има нормален тек на настаните. И не е спорно дека поради некакви технички причини било одложена мисија, тоа не го спориме ние. Само треба да има нормален тек на настаните и на процесите. Не можеме после свадба тапани да има. Дополнително, оно што вие требаше да го сработите покрај носењето на оваа одлука на времено, или пак пролонгирање на рокот за одењето на нашите војници од армијата на Република Македонија на оваа мисија, вие требаше да направите ревизија во Министерството за одбрана. Требаше да видите дали навистина Бобо Дајнерс, претходната министерка, во случајов негова сопруга, издала станови за 5500 евра месечно. Требаше да направите ревизија, да видите каде оделе оние договорни услуги. Требаше да видите каде се овие делови кои што вели треба да одговараат според димензиите на возила, но се со многу послаби карактеристики. Знаете дека Бучковски го тужија за таква работа. И сега вие продолжувате со таква пракса или пак воопшто не проверувате? Ќе дојде еден ден ред за одговорност. Јас верувам дека можеби вие забранете да ги чепкате работите како Радмила Шекеринска пред вас работела, меѓутоа, ако сакате да бидете решителни, како што се кажувате пред македонската јавност, дека сакате нешто да промените, дека сакате армијата на Република Македонија да биде рамо до рамо со војските што се дел од НАТО алијансата, вие треба да смените праксата на работење. Исто така вие требаше да проверите и за господјата Шекеринска колку пари има употребено или според нашите сомнежи злоупотребено во текот на незиното, за наполитанки, за маренди, паштети и така натаму. Значи, војничката дисциплина на која што ни учеле нашите родители треба да биде пример како треба да функционира државата. Имаме тука многу представници во собранието кои што имаат воено искуство и мислам дека тие треба да ви кажуваат или да ве консултираат доколку некогаш не се решат да дезертираат.